Кривична пријава против бившиот градоначалник на Штип и директорот на Стипион поднесе денес финансиската полиција. Според пријавата, тогашниот градоначалник без да објави повик за јавна набавка за чистење на коритото на река Брегалница, на предлог на Советот на општината донел одлука таа работа да му додели на Стипион, а не искористениот речен материјал да го користи за редовно и зимско одржување на локалните патишта и улици, иако предпријатието немало капацитет за тоа. Тогашниот директор на Стипион пак склучил меморандум за соработка со фирма Колетранс Инженеринг од Штип и работата им ја доверил на нив, со што им овозможил користење на 42.814 метри кубни песок од коритото на Брегалница по пазарна цена од 600 денари за тон со вкупна вредност од 25.941.348 денари, за кој износ го оштетил буџетот на Република Македонија. Овие пари управителот на фирмата РГ ги искористил во купување удел во друштво за хотелиерство. Од друга страна, поранешниот градоначалник на Штип Захариев ги демантира обвинувањата, повикувајќи се на наредби од тогашната влада за итно санирање на речните корита. По поплавите во 2013 година дојде до промена на речното корито на Брегалница кај село Софилари и предизвика огромно фекално загадување на бунарите за водоснабдување. Како градоначалник добив наредба од Министерството за животна средина, односно Бирото за води, веднаш да пристапам кон чистење на речното корито на река Лакавица и Брегалница. Направивме елаборат, добивме концесија и со одлука на Советот го задолживме јавното предпријатие Стипион да ја заврши работата. Не се распиша тендер зашто немавме пари за таа намена, па предпријатието склучи меморандум со приватна фирма за работата да ја заврши без никаква парична надокнада, што значи дека општината и предпријатието за ова не платија ништо. За целата работа постојат наредби од тогашниот министер за животна средина, со кој се задолживме да ги санираме коритата и истите ќе бидат приложени во постапката. Во позадината на ова не е како што велат злоупотреба, туку уште еден обид за моја лична девалвација. Стои во реакцијата од поранешниот градоначалник Илчо Захариев.